Добар ден. Добар ден, може да. Повелете, господјо. Прво сакам да поставам 3 прашања околу ова дали треба екстерно, државен или што god да е тоа. Кој даде акредитација на сите овие факултети за кои што викаме дека сега не чинат? Потоа, кој го укина приемниот испит на факултетите? Како се избираат професори? Ние од сите гледачи слушнавме дека диплома се купува. Очигледно ова е јавна тајна. Како тоа ова диплома се купува, никој не знае, не превзел ништо. Прво сакав да слушнам да излезе министерот за образование и да рече: промените што сме ги направиле во овие 8 години, што ги правело Министерството за образование, не дадоа плод. Испаѓа сега дека студентите се криви за нешто. Никако не се криви студентите. Со самото укинување на приемниот испит, ние дозволихме дека некој што не знае обична формула на некој хемиски елемент да влезе на медицина. Без разлика дали на државен или на приватен факултет. Ако викаме дека сме демократско општество, мораме да дозволиме секој да го каже својот став, а ние после тоа со аргумент да го демантираме. Или може би, не дај Боже, да се сложиме. Зошто не би требало да се сложиме со нешто што студентите сакаат? Викаме дека тие се нашата иднина. Зошто мислиме дека младите не мислат може би некогаш подобро од нас? Што е проблемот? Ние дозволихме во ова општество, во основно образование, учителите, наставниците да ги малтретираме, они сами да си бираат учебник. По кој програм ќе се работи? Мора да се признае дека нешто Министерството, општеството сгрешило. И сега, за да не биде, ако викаме дека ова е превентивно, дека државниот испит е за добробит на студентите, се сложувам, добро, тогаш мора да дозволиме дека и штрајкот или нивниот марш е добробит Министерството за образование да се разбуди. Зашто да не е така? Значи, може би тоа е аларм кој што треба да се почуе. Како тоа некакви промени му правиме на една млада генерација, а не сакаме никако да биде вклучена. Сосем не е во ред. Апсолутно, да, треба да се подобри квалитетот, треба да имаме подобри студенти. Знаете, студентите учат онолку колку што професорите прашуваат. А професорите не ги бираат студентите. Општеството ги именува. Нека кажеше министерот колкуто акредитации дале во последниве 8 години. Каде сгрешиле? Каде констатирале најлоши резултати? Кога ги рангирале универзитетите, што виделе? Значи, нивен, за да разбереме дека сега е исправно, али прво грешката во себе. Не е страшно да се каже дека Министерството сгрешило, кога дало акредитации на вакви, такви, никакви, поубави. И уште нешто, би било добро една емисија ваква да закажете една недела унапред, да можат и тие млади луѓе, и така малку останале, ние не излеговме еднаш да знаеме колку млад свет имаме статистика. Не е во ред, нашите деца кои год да одат надвор, сите многу успешни на факултетите. Очигледно на тие факултети има некои добри програми. Ние си дозволуваме на секои 2 години си правиме експеримент. Со децата, нашите деца правиме експеримент. После децата се криви. Никаква грешка нема. Уште пострашно е да си кажеме дека ако они некако протестираат, покажуваат негодување, ние мораме да дозволиме млад свет да се бунтува за нешто. Само тоа може едно општество да го однесе напред. Зошто уште нешто, Милена? Ве молам, кога некој разговара во емисија, дозволете му да се искаже. Некогаш и мене не ми се допаѓа, ама дозволете му да се искаже. Јас не знам, господи, кога не сме пуштиле да се искаже. Добро, ево сега, значи, затоа мислам дека би било добро некој министер да поканете и да кажете. Нема проблем. Зашто вие мислите дека каде сте констатирале недостатоци? Искажете ги од кој факултет, од кој универзитет излегле децата најнеописменети?
Мислите дека немаме деца што учат добро, ама вие ако испрашувате за 6, а давате 10, значи тука е проблемот. Затоа треба Министерството да ги послуша студентите, да најде начин да види, иначе и вие и ние секогаш кој бил студент, ако имало начин да се провлече, ќе покушал. Само тоа не е добро за нив, не е и за општеството, ама не е добро да ги замолчуваме. Тоа е најстрашното, да замолчуваш млад човек. Благодарам. Нема на што и јас ви благодарам за јавувањето и за коментарот. Добро. И само ако дозволиш уште една работа што малце ми е посериозна, студенти кои ги рчкаш, студентите се, како да кажам, млади, паметни, силни, во елан, со амбиции. Таму, знаеш кој дигал револуција, знаеш? Тие младите 2-30 години.